Подготвувајќи се за една нова моја авантура, едно моје ново доживување, подготвувајќи се да посетам ново село во Република Македонија, од оној тип на забравени села, меѓувремено ја прелистував мојата архива која што ја имам собирајќи и одејќи повеќе од 25 години. Во мојата архива место се најде и селото Мечкоевци. Во ова село бев повеќе од 20 години. Решив повторно да намидам во ова Светениколско село, да го видам селото, да ги видам мештаните и да видам како тоа живее денеска. Но пред да ја видите новата репортажа за ова убаво Светениколско село, предлагам да ја видите репортажата која што е снимена пред повеќе од 20 години. Погледајте и уживајте. Едно од 11 заборавени селски населби во Овчеполието е и селото Мечкоевци. Ова убаво македонско село распослано е на 11 км источно од општинскиот центар Свети Николе. До оваа селска населба води кривулест асфалтиран 11 километарски селски пат. Самото село се наоѓа помеѓу два засеци, навиканите места Влајкова грамада и Кадија. Оддалеку не може да се види. Во селото стасавме во утринските часови. Во тоа време не сретнавме и не видовме ни еден селанец. Не, селото не е изумрено. Селото се уште живее. Мештаните беа тука некаде околу селото, а многумина беше отишле на пазар во Свети Николе, сабота е пазарен ден, па луѓето уште рано во умугрите, што се вели, пешки отишле до Немајнци, па со такси в град. Но сепак не бевме сами во селото. Тамо како по старо обичај, насред село не пречека Чичко Стојмир Велев, еден од 70-мината престанати селани. Со Чичко Стојмир си разврзнавме муабет на долго и на широко што се вели за самото село, за животот на селото, за минатото и за иднината што го очекува. Мечкоевци се наоѓа точно источно од општината Свети Николе, оддалечено на 11 километри, а леже на реката, селската река Мечкоевци, а во пазовите на двете висорамни на ридовите, југо-источно од ридот Лајкова грамада и југо-западно од Ѓурева страна и Кадија. Село Мечкоевци името се го добила по местото Мечкуе, значи се ковело меч, така, во римско време уште. Ова село не е млада населба, тоа датира дури можеби там негде во 13 или 14 век. Затоа и во име постоја од тоа време. Мечкоевци. Село Мечкоевци има две населби. Долно Мечкоевци во местноста Уши, доле, со 2 км оддалечено од ова село, кај што сме сега, со 85 семејства. Тоа било долно или големо Мечкоевци, а горно или мало Мечкоевци било сегашното село, кај што сега сме наоѓаме, тоа е имало 44 семејства. Меѓутоа, од турците, од зулумите на турците, било принудено долното село да се иселе. И така е тоа село пропаднато. Иначе, местото, името што го добило во село Мечкоевци, што рековме, тоа потекнува од местото Димискин тамо, кај што се ковала саблјата, кај се ковала Димискин, тоа Димискија, сабја, а Мечкуе, значи ковање на саблјата. Тоа е значи име што го нема на другите простори на Балкано. Едино село што такво име. Може вака да се присетиш на времето, овие две мала и сегашното село кај што се наоѓа, колку којки имало, кои му се фамилиите најстари? Видите што е, прво да кажеме границите на аторната село Мечкоевци. Село Мечкоевци се наоѓа со границите на 11 селски населби, други селски населби. Тоа Бориловци, Арбасанци, Стануловци, Трооло, Пестришино, Куково, Стрисовци, Патетино, Ранченци, Немајнци и дел од Ерџелија, селото Ерџелија. Мечкоевци
селото внатре има неколку мали, поважни. Тоа е Гајдеско мало, тука горе, Гајдеско мало. Имаме Мургово мало, имаме Средорек мало, имаме Карталовско мало и Чифлик мало. Чифлик мало е многу интересно мало, затоа што тамо е било, тука се биле лоцирани овие беговите, газите, имале своји 3 кули, тоа се биле Мемедови, Мамудови, ствари, Прчковци и други некои таму што биле. Меѓутоа, тие има 3 кули, јас знам како дете, ние затековме кулите и си играме во нив. После тие кули се распаднаа до 1950 година, се распаднаа. И, значи, тие се малата во село Мечкујеци. Село Мечкујеци се до 1945 па и до 1950 година имаше над 95 семејства. Семејствата има разни семејства, да речеме, може да кажеме по прекари. Имamo ние вака прекари, да. Имamo Мурговци, имаме Минџеви, имаме Грашеви семејства, имаме Шопови семејства, имаме Крчеви семејства, имаме Анџиски семејства, имаме Здравковски, Басаровски, Карталовски семејства, Дедовилеви. За обстанувањето на оваа стара селска населба нема многу зачувани пишени документи. Се претпоставува дека ова село датира уште од римскиот период. До таква констатација дојдовме по тоа што одејќи селото, гледајќи ги паднатите ѕидови и расфрлените камења, понегде-годе наоѓавме делкани, мермерни и мраморни камени блокови. А според кажувањата на мештаните, северно над селото, на околу 200 до 300 метри, се наоѓа местото викано Градиште, каде се претпоставува дека таму се наоѓал некогашен антички град, кој локалитет до денес не е истражуван. Друг показател дека ова село е доста старо село е тоа што овде до пред 60 на години постоеле 3 јана, кои за жал денеска нема ни трага, ни темел. За време на Турската империја и за време на владеенијата на неколку византински императори, како и за време на Душановото царство, се до крајот на Втората светска војна, Мачкујев се представувал главен транспортен трговски центар од Цариград па се до Дубровник. Овде бил главниот патен правец. Како што ни вереше Чичко Стојмир, Мечкујевци има мощна богата историја од блиското минато. Ова село не го изминувале воените збиднувања. Како првата, Втората Балканска војна, така и Првата и Втората светска војна. Според некои пишени документи, за време на воените збиднувања во првата и половина на 20 век, ова село било претворено во голем воен гарнизон, каде што во овој временски период од Источна и Централна Македонија биле мобилизирани во разните војски на 20.000 војници. Нашиот домаќин, 60-годишниот Чичко Стојмир, ни вереше: деца мои, колку убаво беше селото порано. Мерак беше да се биде селанец. Богато беше селото, преполно беше селото, вриеше од народ. И реките течеа, и кладенците беа полни, сочните и непрегледни пасишта се белеа од небројни стада, овци и кози. Чичко Стојмир ни велеше: во минатото во селото имало над 15.000 овци, 140 зевгар волови. Секој кој имаше по 10 карвански коњи, амбарите беа преполни, а пак со солзи во очите ни велеше: од 1949 година до денес ни една куќа нова нема изградено. Луѓето заминаа. Колективизацијата го сиромаши селото. Ете, како што гледате, скоро не остана ништо. И селскиот дом на културата падна, што го изградивме ангарија за 15 на дена. И куќите падна, и плевните падна, и бунарите секнаа. Убаво беше порано, што живот беше, убавина беше. Кога ќе започнаа свадбите, веридбите, од Митровден до Свети Никола, најмногу свадби крштевки во Мечкујевци се правеа. А пак за време на славите, гости доаѓа дури од Беровско, Делчевско, од Белград, од Софија, Цариград, ни раскажуваше Чичко Стојмир. Ова убаво село во досегашно негово обстојување во својата историја може да се додаде и мощен големиот број на писмени луѓе, уште за време на Турската империја.
Денес, како во нашава држава, така и во диаспората се наоѓаат голем број научени луѓе. Во минатото, кога селото броело стотина семејства, секое семејство имало учен човек. Како што се вели, со опулени очи. Богдане, Моля. еве, што вика старите, се уште те држи, те служи здравието и уште работиш на машина. Па ете, да не чуе ѓавол што вика стари, работим, може да работим. Па и некому, ај не сакам да замарам, да се замарам, веќе сум у години и па немам ни многу зор за пари, сме си добри домаќини, да сега врша. Па одбивам, викам, не, да не се замарам, ајде, носете кај другого, не сакам. А па некој се замоли, ама не, како ти што најубаво шиеше, ти ќе ми шиеш, бе, ти ќе ми шиеш. Па ајде, не могу да го одбием, па му шием. Па со шием, некому пред зимето, па нарочито, толку стока се накарана, и други работи нема. Пред зимата па со шием некому некои панталони, некому некоја сукња, нешто на некоја жена, што било, нешто на некој роднина, на некој пријател, не могу да го одбием, па со шием нешто. Пак. А порано, што шиеше на селаните овде? Чекај, ти беше познат како те знаеа у село? Мене ме знае како добар шивач. И затоа ми се чинеше, имаше навалица гужва за работа. Како викат, Богдан ке ми шие ништо друго. Он најубаво ке ми дотера алишта. И носеа пуно људи кај мене. Како беше некој време? Така беше. И за едно време имаше многу народ, а имаше и шивачи мнозина. И чираци почна да зимам, како мајстор имам положено и имам право да држим чираци и почна чираци да зимам. И плюс како чуен мајстор и имаше гужва, имаше многу работа. Тога имаше многу клашња, највише со клашња работешеме. И женски алишта шиешеме од клашња. И клашња народ чуваше стока. Стока секој клашња производеше. Тие сукњо, тие клашњи. И имаше секој си имаше своји клашњи и повеќе од клашња работеше. И женски алишта правеше од клашња и мушки. А после некој па градско, ако сака, ја велеше, не сум толку мајстор за градско, ама па некој ако толку не наоди мана, да е малку да не е со нај, па му сошием и некој градско. Што беше потешко да сошиеш, клашеник или срмата на женски алишта на носиите? Море, најтешко беше срмата кад се везеше. Тој треба да придзрнеш, а без срмата, оно колку конец дебело, ама усукано од неколку ката. И кад ќе боцкаш, треба да боцкнеш каде е усукано, и пак ќе вратиш малку, ќе прекорачиш да не се конецо поврати на истото, па ќе боцнеш близко и конецот ќе го стегнеш да се скрие конецот, да не се гледа. Толку беше прецизно. Тоа со срмата беше многу тешка работа и чираци везат, а јас сум па везал, па чирак кад би ја везеше и научи да везем, а после кад стана мајстор не толку ја не везеше, ја само кроим, чираци везат и па и жена ми се научи и она везеше, помагаше на чираците, како
како и она работеше, помагаше ноќно време, па обавезно она работеше со нас барабар. По цел ноќ имаме бре петли појат 2 сата, ние не сме легнувале. Толку сме работале. И заработуваше тој промет, панталони, некои тој имаше крој, некои бридж панталони, некои клин панталони, некои дус панталони, 3 врсти се шија. Па и тие веќе беа се заманале по тури, ги вика чашири, чешири, тие со 2 джепа од страна, еден джеп има за мочање, а еден джеп па си има да си стави нешто у него, што било. Такви джепови има и тие се праве од клашни. А многу се работеше. А тие па женските алишта, шајаци се вика, овде се вика шајаци. Еве, како бугарите ги казмири викат, они слично, ама они од купечко бугарите ги правеа од кангер. Кангер ги шие, а ние овде од селско производство работешеме ги. Ова машината што имаш колку е стара? Па машината ќе биде 40, околу 50 година купена. Она ќе биде вего скоро 50 години. Која му е летна слава на селото? Да. Колку цркви има селото? Да, ние во Мечкујевци имаме 2 цркви. Имаме Свети Никола стара црква која датира можеби пред скоро 2 века, а новата тоа е селска црква. А имаме ние манастир, храм Света Петка, таа порано била, тоа е разрушена, сега на истото едно место е дигната нова црква. Тоа се вика Света Петка и на неја е патрониот ден 8 август. А имаме и друга селска слава, тоа е Света Тројца. Иначе селото си има своји селски слави. Да речемо, може да ни кажете да кажеме сите. И најголем број славења имат Свети Никола, имаме Свети Рангел, имаме Свети Атанас, имаме Петковден, имаме да речемо Свети Атанас и така, тие се селски слави по семејството тие што ги преска. Значи секој си има своја слава. Мечкујевци се разликува и по многу други нешта од другите села од рурален тип. Оваа селска населба има своја специфична архитектура. Ова село има и посебен урбанистички карактер. Според некои пишени документи, Мечкујевци има свој урбанистички карактер уште од антички период. За тоа зборува локалитетот Градиште, каде што се претпоставува дека некогаш бил стар антички град. Урбанистичкиот карактер ова светениколско населено место го има задржано до денес. Ова село по природен пат поделено е на 2 зони. Првата зона ја формира течението на Мечкујевската река, на која се наоѓа горното село. Втората зона ја формираат Ранчарската и Немаинската река, таму некогаш било долното село. Мечкујевци има своја полиоделско сточарско-индустријска зона, кај народот попознат како атар или катастар. Мечкујевци како старо село во подамнешното живење на мештаните ги имало на доста соодветен начин решено комуналните потреби. Во изминатите времиња мештаните на најрационален начин го има искористено водниот потенцијал како на блиските извори кладенци, артерски бунари, така во селото и полето во минатото имало безброј вади, јазеви, преку кои се носело водата до нивите, поилата за добитокот. И имаше многу и беше развиено многу сточарството и земјоделието.
Тоа, да речемо, Мечкујевци имаше развиено сточарство. Бидејќи имаме ние добро поле, широко поле со добро покриено со добри водни ресурси, така да речемо, имаме 3 реки кои го покриваат нашето поле. Таа е Мечкујевската река, Ранчката река, јако е Ранчката, таа поминува низ Мечкујевското поле, Немајчката река преминува низ Мечкујевското поле. Тие дава можност да нашето поле во Овчеполието биде едно од најбогатите полиња. Имаше големи приноси од големи жити култури, така натека, и други оклопни култури, те да речемо граови, бостани, пченки, така натека. Меѓутоа, во Ридскиот дел имамо, рекомо дека има големи пасишта со богати водни хидро извори. Тие беа чешми, повеќе имаме Утол чешма, имаме Кренче чешма, имаме, да речемо, кај Света Петка чешма, имаме Прчковица во полето чешма, имаме многу кладенци. Да речемо, има Студен кладенец, има Димесин кладенец, има Стар кладенец, има Милевец, има, тоа се се моменти, и плюс во селото имаме 3 чешми. И тие се дава можност да биде и земеделието и сточарство развиено. Тие се сите моменти давале да селото биде богато, весело и задоволно. Кога станува збор за архитектонскиот изглед на Мечкујевци, неговата архитектура постојано се менувала низ вековите, од епоха во епоха. Архитектонските решенија може да се поделат во неколку групи. Во првата спаѓа античкиот период. Некои поголеми истражувачки проекти од овој период нема, но постои локалитетот Градиште, досега не истражуван, а остатоци од мермерни, мраморни, травертински камени мали блокови се наоѓаат во остатоците на паднатите ѕидови, во ѕидовите на куќите кои постојат, со еден збор ги има во секој двор, во секој сокак во селото. Во втората група спаѓа периодот од Османлиската империја. За овој период зборуваат неколкуте турски кули кои до пред 50 години постоеле, но и од нив нема никакви остатоци. Во оваа група на архитектонски градби спаѓаат и новите кои до неодамна исто така постоеле и од нив нема ни трага никаков примерок. Во третата група на архитектонски градби спаѓаат семејните згради и припратните помошни објекти. Овие градби датираат од крајот на 19. век до првата половина на 20. век. Од овој вид на градби денес останати сочувани се 15 на куќи, делумно урнати се 25 куќи, а целосно урнати се над 120 градби. Самата Мечкујевска селска куќа има за себе посебен изглед. Семејните куќи се со димензии 18 метри на 12 метри. Широчината на надворешните ѕидови е од 40 до 60 сантиметри. Интересно да се спомне е изгледот на вградениот камен во ѕидовите. Од самата боја на каменот може да се заклучи дека камењето се од травертинско, гранитно и мермерско потекло. Семејните домови изградени се на 2 ката. Долниот кат го карактеризира со широка и тешка дрвена влезна врата, со широк и долг ходник, 2 големи одаи со мали дрвени прозорчиња. До горниот кат водат скали со камени плочи и ѕидани, на катот има широк чардак, ходник, голема одаја и една мало одајче. На катот се среќава и плотот измачкан со кал, како болиме. Прозорците се мали, а на надворешниот зид ги има по 2-3. Покривната конструкција ја сочинуваат неколку елементи. Кровот на куќите и на пропратните градби е на 4 и на 2 води. Оние со 4 води покриени се со турски џерамиди, додека оние градби што се на 2 води имаат 2 калкани ѕидани од плитари, покриени порано со ржанова слама и со турски џерамиди. Семејните згради се наоѓаат на северната страна на селскиот двор. На средината на дворот е стожерот за вршење на житото, на јужната страна од дворот се наоѓале шталите, плевните, место за копи за сено, а на западната страна на дворот се наоѓал бунарот. Во Мечкујевци селскиот двор не е со големи долги аули, туку подзидани бавци и дворови како заштита од ерозија на земјиштето. Главно зборно место на селаните им е сред селото,
до него и од него водат безброј селски патчиња и сокачиња. Како што одминуваше времето, како што нам обетењето им немаше крај, така во своите топли огништа од Пазар се враќаа престанатите 70 населани. Си доаѓа дома со ведри лица задоволни од она што го пазариле, како што велеа еднаш неделно одиме во Свети Николе на пазар да си купиме за живот. Како што не пречека по стариот обичај, така и не испрати до сред селото Чичко Стојмир со еден благослов, довидување и дојдете ни пак, ние ќе ве чекаме.